Александар Петличковски, професор и раководител во Институтот за имунологија и хумана генетика, е мета на дезинформации. Тој е ставен во видео каде зборува дека оние кои примиле ковид вакцина имаат сериозно заболување и во истото видео рекламира лек што ќе ги спаси од последиците. Министерството за здравство тврдеше дека тоа ќе спаси повеќе животи, но вистината беше поинаква. Започна вистинска катастрофа. Уште тогаш добивав алармантни информации за страшните последици од тона такава вакцина, кои досега беа премолчувани. И самиот Петличковски бил шокиран колку е вистинито видеото, каде во изјавата е иста и бојата на неговиот глас. Во ова видео злоупотребена е и Канал 5 телевизија, каде е искористена Љубица Јаневска како разговара со професорот. Петличковски случајот го пријавил во МВР, во одделот за сајбер криминал, и апелира граѓаните да не веруваат во видеото каде рекламира лек и се шири паника за вакцините. Се разбира дека не сум јас, неколку колеги ми го пратија видеото сабајлево утрината и многу непријатно ме изненадија, затоа што се зачудив колку е реално видеото, колку навистина личи на мене овој производ на вештачката интелигенција, за жал употребена за тотално погрешна цел. Слушам и за други колеги кои ги злоупотребуваат, меѓутоа за јасни комерцијални цели да продадат некој производ со ликот на познат доктор, а ова сега единствено прави штета и паника и затоа мора одлучно да се реагира и да се стави до знаење дека станува збор за чиста измислица. Викендов мета на ваква измама беше и кардиохирургот Џан Митрев, каде што беше објавено убиство на докторот, зошто бил против фармацијата. И во ова видео повторно беше злоупотребен и Канал 5, каде гласот на водителот Ноковски ја објавува смртта на докторот. Познатиот доктор Џан Митрев беше смртоносно застрелан во неговиот автомобил на прометна крстосница. Во претходниот период беа злоупотребени многу доктори кои користат за реклама на лекови.